Здраво на сите и добре дојдовте во второто видео од нашето објаснување за платформата Enigma Learn. Тоа е платформа каде што можете да ги проследите самостојно курсевите на Enigma. Доколку не сте го виделе првиот дел, првото видео, каде што зборувавме за целосниот процес на аплицирање, донирање и на крајот најавување на оваа платформа, ве молам погледнете го видеото од нашиот YouTube канал Enigma, enigma.vizia и исто така можете во дескрипција на ова видео да го пронајдете линкот до првиот дел. Ајде да започнеме сега со денешното видео каде што ќе ви покажам како всушност откако пристапувате до курсот да го проследите и на крајот како да дојдете до тој сертификат и ваша лична верификација. Кога ќе ви се појави вака платформата enigmalearn.pages.dev, ќе треба да кликнете каде што пишува горе курсеви. И потоа овде во листата на курсеви ќе го пронајдете курсот за кој што сте претходно изразиле поддршка, односно донација и кликате на неговото име. Најпрвин гледаме некои основни информации за курсот и тука имаме некои копчиња за модулите, каде што сите се заклучени освен првиот модул, модул 1. И тоа е она кое што ние треба прво да го кликнеме. Од тука започнува целиот процес на учењето. Па ајде тоа да го направиме. Кликаме на модул 1. Првото нешто што го гледаме тука се неколку работи. Имаме некои копчиња овде горе, имаме исто така тука некој навигатор, имаме овдека содржина кое што ќе ви помогне за да можете побрзо да се спуштите до некоја од лекциите. Тука веќе е прикажана лекција број 1 и некои копчиња од страна кои што се многу важни. Ова се како мини апликации, како веб апликации кои што ние ги создадовме за вас. Најпрвин го поминувате текстуалниот дел од секоја лекција, што е многу едноставно. Го читате со скролање надоле, тоа барем сите знаеме, а доколку имаме некоја мисла, како во овој случај овдека, таа ќе биде прикажана во розевко и ќе можеме да кликнеме на нејзе и во тој случај ќе се копира. Освен текстуалниот дел, ќе се пронајдат исто така и некои вакви интерактивни елементи. Обично тоа се прашања или некои работи за кои што е потребно подолг одговор. И доколку кликнете на некој од нив, ќе ви го даде целосниот опис. Ова е добро исто така и за самостојно вежбање. Го читате прашањето, се обидувате самите да одговорите пред да го видите одговорот, а потоа кликате на него, на истото, за да го видите одговорот и на тој начин го споредувате вашето знаење, вашето размислување со она кое што веќе тука Enigma го дава за вас. Подоле, ако скролнеме, исто така во некои лекции, еве да речеме за лекција број 2, развојна психологија и фазите на детството, малку тука надоле имаме прашање кое што може да отклучи таен ПДФ. Ова е многу интересно. И ви го дава прашањето возраста од 6 до 12 години, уште се нарекува и тука треба да кажете која возраст. Одговорот го пишувате овде. Нормално ако пишете било што и ако кликнете на отвори бонус, ќе каже дека е погрешен зборот. Зборот треба да биде пишан точно на кирилица, без разлика дали е со големи или мали букви, но треба на кирилица да го запишете. И нормално за возраста е зборувано малку погоре. Така, тука имаме за возраста запишано и треба да видите која возраст всушност ја бара овде, за да го напишеме точниот одговор. Кога точниот одговор ќе биде запишен, ќе добиете дополнителен PDF материјал кој што можете да го преземете за вас лично. Освен тоа, исто во некои лекции имаме и вакви флип картички, ние ги нарекуваме како флип картички, затоа што навистина се доста интересни за самостојно вежбање и учење на веќе научените термини. Например, развојна психологија. Се обидувате да кажете што е тоа, нели претходно сте читале за тоа во претходните лекции. Го давате вашиот одговор или мислење и нормално кликате на ова и го добивате како одговор или дефиниција. Така и со останатите, што е доста многу интересен начин, интерактивен за да научите самостојно. Подоле да видиме што имаме конкретно од ова. Еве кога веќе ќе скролнете доволно се појавува таа зелена порака што ја видовте пред малку. Тоа ви кажува дека всушност модул 2 е сега отклучен, затоа што поминавме малку подолго време во овој модул. Овде горе оваа лента што ја гледате, плавкаста, е всушност процесот ваш, како што скролате надоле, таа се исполнува како што може да се примети. Доколку веднаш скролнете надоле, нема да се рачуна дека е поминат модулот. Треба да поминете навистина подолго време.
Ова сега јас го правам за да биде нели во видео малце пократко, па побрзо се отвори таа зелена порака, за да може да преминеме нели на следниот модул. Исто така важно е да се знае дека како што го читате материјалот од модул 1, најдолу ќе најдете и дополнителни материјали, например еве дански пристап, духовни вежби, приказни за деца со духовна порака и така натака. Овие се све PDF работи кои што можете ги симнете и постојано нели да си ги имате за вас и дури кога ќе престане пристапот до курсот. Нешто што е важно да се додаде тука е дека имаме и квиз. Исто така и квизот се користи за самостојно учење и вежбање. Ова е малку повеќе од забавен карактер, како што и овде горе е напишано истото. Доколку погрешиме за некое прашање, ќе нема да можете да преминете на следното. И ќе кликнете на ова сино копче за да се обидете повторно. Само кога е точен одговорот, тогаш можете да одите на следни прашања. Ова е направено со умисла. Заради тоа што доколку се сгреши на нешто, подобро е да се научи веднаш од сопствените грешки, да се научи кој е точниот одговор. И на крајот има тука напомена информација за овие на страна мини веб апликации, што сега за кратко ќе ви ги објаснам. Но пред да преминам на нив, ајде да се вратам малце нагоре. Ќе кликнам на оваа стрелка, ќе се вратиме скроз најгоре. И малце збор 2 ќе дадеме на овие копчиња горе на левиот агол, кои што се многу корисни за сите вас кои што учите самостојно. Првото копче ќе го кликнеме и ова копче ќе го направи целосниот модул да биде малку повеќе во жолтеникава боја, кој што помага доколку вие читате од мобилен или од лаптоп, каде што подолго време поминувате, за да ги одмарате вашите очи додека учите, можете да го користите овој режим. Второто копчето е фокус режим. Ако кликнам, ќе се фокусира само на еден пасус. Значи, ако скролам сега, како што гледате горе и доле е малце во блр замаглено, за да може фокусот ваш да биде секогаш само во средината на екранот. И ова работи и на мобилни телефони и на вашите лаптопи или на десктоп. Потоа имаме уште една многу добра опција, а тоа е за да го зачувате она до каде што сте стигнале. Значи, ако можеби денеска читате за лекција 1 и скролате малку надоле и сте стигнале можеби до тука негдека и сакате ова да го запамти нашиот сајт, односно платформата Enigma Learn, многу едноставно ќе кликнете само на ова копче запомни ја позицијата. И тоа ќе ви каже дека позицијата е меморирана. Сега доколку искочиме од овој модул, ќе кликнам тука на модули и ќе излезам од овој модул. Ќе видите дека тука го имаме истиот знак од тоа копче што го кликнавме. Зелено свети затоа што претходно го завршивме фактички модулот, доволно време поминавме нели долго во модул 1 и тоа ни дава нели приоритет да одиме во модул 2. Но без разлика на тоа што е зелено, нас ни е важно нели да го забележиме ова што е иконче на страна. Тоа ни дава до знание дека во модул 1 сме запамтиле некоја позиција. И таа е различна од модул 2, модул 3 и така натака. Значи секдека можете да имате различна позиција каде што сте запамтиле и на тоа место ќе ве донесе. Ако кликнеме повторно на модул 1 за да се вратиме тамо, ќе видите дека копчето свети розово горе, значи ја памти позицијата и наместо вие да скролате надоле и да ја барате, само ќе кликнете на него. Со левиот клик, кликате и како што гледате веднаш не врати назад каде што бевме претходно. Доколку сакате нова позиција, кликаме со десен клик. Позицијата е сега ресетирана. Ако сте од мобилен телефон, само долго притиснете на тоа розово копче и ќе се оттргне позицијата, ќе се ресетира. Сега скролате можеби малце подоле, кликаме повторно и позицијата е повторно меморирана сега на оваа позиција. Ќе кликнам со десен клик за да го оттргнам тоа. Другата опција е за оние кои што им е многу ситен текстот и сакаат малце да го зголемат, што е исто така нормално, нели, секој различно гледа. Можете овдека да кликнете зголеми го текстот и наеднаш сега буквите стануваат многу поголеми. Може би вака ви е поубаво, особено за мали телефони, мали екрани и нормално поситно за оние кои што сакаат вака и преферираат. Ова копче на крајот е доколку има во модулот некои аудио или видео елементи. Ако го кликнам сега конкретно од модул 1 немаме аудио и видео, имаме PDF елементи. Затоа не се прикажува ништо. Тие аудио видео елементи ќе ги видиме во модул 2. Одам сега во модули тука и отидам во модул 2
Истиот принцип. Имаме копчиња горе со кои што можеме да го смениме режимот на кој што гледаме, дали сме во фокус или сме во комфорт, можеме да меморираме позиција, па кај да сум, ако кликнам на неа да ме врати назад, можеме да го зголемиме текстот, да го намалиме и нормално да кликнеме тука за да ни покаже некое аудио или видео. Имаме собствен медиа плеер, значи можете видеото директно од нашата платформа да го гледате. Еве ќе кликнеме тука, чисто онака само кратко да го видиме. Имаме негде кај презентација каде што се прикажуваме, имаме вежби кои што нели ги правиме и тоа е добро да ги проследите сите, затоа што негдека има и прашања од самите видеа, што е многу важно да се знае. Затоа што тие прашања доколку ги одговорите точно, добивате повеќе поени на крајот. Тоа за поените ќе збориме можеби и во некој друго видео. Додека сте во некој модул, еве ќе се навратам на модул 1, кога сте во модулот, за да брзо скокате од една до друга лекција, можете навигаторот да го користите ова горе. Значи овие стрелки ако кликнам, ме носи до лекција 1. Ако кликнам пак лекција 2, лекција 3 и така натака. Како што гледате, скокам низ лекциите. Доколку сакате конкретно до некоја подтема од некоја лекција, тогаш го користите ова од страна, тоа е содржината. Например, сакаме да одиме до родителство со автентичност. Кликам тука и веднаш ме спушта долу до таа позиција за тоа да го читам. Значи можете на различни начини да се снајдете во самостојното учење. Можете да го користите ова со меморија, меморирање на позицијата до каде сте стигнале, можете навигаторот да го користите. Можете едноставно да скролате или да отидете во содржината тука и да кликнете. Океј, тие се основните работи за како да се, снајдете сами низ целосниот материјал кој што го имаме тука ние направено за вас. Сега главно да преминеме на овие од страна мини апликации што ги нареков. Првата која што е многу моќна е наречена термини. Ако кликнеме тука, ќе се промени целиот веб сајт во мини апликација и моментално, како што гледате на вашиот екран, имаме различни термини. Овие термини се конкретно од модул 1. Ако кликнам на некој термин, ќе ми го даде всушност описот или дефиницијата. Например, човек што е човек, емоционално воспитување, психологија, развојна психологија, тимски менталитет, мудрост и така натака. Кога ќе кликнеме на некој термин и го почнеме да го влечеме вака, ќе можеме да ја забележиме поврзаноста на тој термин со другите и исто така индиректната поврзаност помеѓу термините. Ова е многу добар визуелен начин за некој да учи, да научи нови работи. Например, духовноста знаеме дека е поврзана со духовно учење и со емпатија. Конкретно тоа се работи кои што сме ги спомнале во модул 1, но исто така индиректно духовното учење е поврзано со мудроста. Зошто? Затоа што духовноста ги поврзува мудроста и духовното учење. Значи ова е таа индиректна врска која што не може на друг начин да се пронајде, само доколку гледаме вака визуелно. За да можете да зумирате, го користите маусот, скролате, Ко кликнете било каде и влечете, можете да отидете било каде. Исто така можете овие копчиња долу да ги користиме, плюс и минус ќе може да го зголеми или намали приказот на овие елементи. Можете да ги зачувате овие зборчиња со ова копче, ако кликнам ќе се зачува на десктоп како слика, можам да го печатам ако сакам, веднаш ако имам принтер, можам овој да го ресетирам изгледот. Можам исто така да ги видам во табеларен приказ. Може би учите полесно вака. И во табела го гледате терминот, пример духовно учење и тука ви го кажува описот, односно дефиницијата. И ако кликнеме повторно на тоа исто копче, не враќа назад во визуелниот приказ. Ако кликнеме на ова како месечинка, можеме исто така да го видиме и во темен приказ. Всушност и целата веб страница можете да претворите така. На иксот горе десно, оваа мини апликација ќе биде исклучена и ќе ве врати назад во модулот каде што сте биле претходно. Ајде да преминеме на следната мини апликација, тоа е слайдови. Ако кликнам на слайдови,
се појавува нешто како PowerPoint презентација, да ја наречам, каде што имаме нели наслов и нормално X-от горе истиот како и од претходната мини апликација за термините. Ако кликнам на X-от ќе ме врати назад во модулот, но ние сега ќе кликнеме на стрелка во оваа тука што е десно најдолу. Ако кликнам на стрелката, веднаш не носи на следниот слайд и ќе можеме да прочитаме малку повеќе за самиот модул, некои работи кои што можеби не биле запишани таму во лекциите, се запишани тука. Тоа е таа апликација слайдови. На крајот имаме прашања. Ова не е морално за секого, но ако го одговорите и го испратите, добивате нормално повеќе поени. Еве тука ако кликнам на ова иконче, веле со секое одговорено прашање добивате 5 звезди. Ние ги нарекуваме поените звезди во Енигма. Звездите се символ за вашата посветеност и ќе бидат запишани на вашиот сертификат. Ова се 3 прашања кои што можете да ги одговорите, да кликнете на копчето испрати и ние ќе бидеме известени за тоа, за да забележиме дека имате повеќе освоено звезди, односно поени. Термини, слайдови, прашања. Ова се мини апликациите кои што ги имаме создадено за секој модул посебно. А на крајот ако кликнете на модули тука, долу ве враќа назад во листата нели со модулите. Потоа откако сите овие модули ќе бидат отклучени, ви се отклучува крајниот дел од курсот, а тоа е добивање на сертификатот. Кликаме на тоа копче. Се што треба тука да направите да го запишете вашето име, презиме и електронската пошта и да преминете на одговарање на прашањата. Имате некои вакви прашања каде што треба нели да селектирате еден од понудените одговори, негде имате прашање кое што треба да го одговорите накратко, освен нели со селектирање на одговор, а најдоле за оној кој што сака, не е ова морално, но како што гледате имате можност да запишете и есеј. И доколку го напишете овој есеј со ваши лични зборови или да користите AI, но нели да не биде тоа само копи-пасте, туку сепак да го форматирате убаво и да ни го пратите како што треба, можете да добиете и да освоите нели повеќе звезди, 15 звезди плюс добивате со самото тоа што ќе го пишете овој есеј. Откако ќе ги одговорите сите овие прашања, на крајот можете да го оцените курсот. Нормално ќе ставите 5, нели? И да кликнете на испрати. Ние веднаш ќе го добиеме ова како одговор од ваша страна. Откако ќе бидат процесирани податоците, ќе видиме се како што треба дека е, нели, секој модул сте го отклучиле, сте одговориле на прашањата и крајниот дел сте го одговориле. Тогаш ние го подготвуваме за вас сертификатот и потврдата за поминатиот курс. И нормално ќе бидат испратени до вашата електронска пошта. Ако има било какви недоразбирања, можете да ми пишете во коментари на ова видео или да ми пишете на мене лично на Facebook или на Enigma, да најдете на Facebook како страница, нели, фан-пејџот на Enigma, enigma.vizija, или да го изгледате ова видео повторно и повторно, се додека не ги научите убаво работите. Но мислам дека бев јасен. Ви благодарам на сите доколку издржавте до крајот на ова видео и го изслушавте до крај во целост. Ако навистина ви се допаѓа овој концепт кој што ние го работиме веќе подолго време, заследете го YouTube каналот на Enigma, enigma.vizija. Фала ви многу уште еднашка, stay positive, како и секогаш, и се гледаме некогаш во некое наредно видео. Поздрав!